2 месеци од почетокот на учебната година, 3 деца на Томчо Спасевски се уште не одат на училиште. За Спасевски, решението е во Делчевската општина. Не, се уште не е решен, нема ништо уште. Децата са без настава веќе подолго. Нема шо ни да преземеме. Мора, тоа ја мислам дека ги следува сите деца превоз еднакво. Тоа што има малку црн пат, нема проблем, оди кола, нема проблем за кола. Се движи лесно. Од општина Делчево велат дека договор со превозник имаат склучено, но спорни се 3 километри. Многу лош пат по кој никој не сака да вози. Пријавата од лицето ТЗ од страна на Државниот просветен инспекторат е отфрлена, бидејќи договор за превоз на учениците имаме. Појаснија од општината. Овие тројце ученици се единствени во државата кои не одат на училиште. Случајот е актуелен неколку години, но годинава тој е наизразен бидејќи родителите на децата тврдат дека немаат ниту време, ниту можности, ни секојдневно да ги носат и земаат од училиште. Во меѓувреме, за случајот е информирано и ресорното министерство. За ова, државниот секретар за образование Билјана Казанџиска со следново објаснување. Според законот за основно образование, во задолжителноста и периоди на основното образование во членот 8, ставот 2, вели дека родителот, односно старателот на ученикот, е должен да му овозможи на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание. Родителот не го почитува пак законот, тогаш глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противредност ќе му се изрече за прекршок на родителот, односно старателот, ако не му овозможи на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание. Според Казанџиска, доколку родителите и понатаму останат на одлуката децата да не одат на настава, за нив престои казна. Членот 21 вели дека качување и слегување на патници во општински линijski превоз се врши на автобуските стојалишта согласно со утврдениот и регистрираниот возен ред. Овие автобуси треба да бидат означени на видни места, да си стои бројот на линија, почетно и крајно стојалиште. Никаде во законот не стои дека учениците треба да бидат земени од дома. Според законот за патниот сообраќај има точно пропишани места, а тоа се автобуските постои.